кога сме кај хуманоста и кога сме кај тоа дека можеме да подадеме рака, да пружиме топол дом, но и многу љубов, пред се ако станеме згрижувач и како може да го направиме тоа и што всушност е згрижувачко семејство, објаснуваме во продолжение. Нашиот прв гостин во Македонија наутро е Јагода Насковска, стручен соработник и семеен советник. Добро утро. Добро утро. Ви благодариме што сте ни гости утринава и што ќе зборуваме за една навистина многу убава работа. Има и кампања со која ги повикуваме граѓаните доколку ги исполнуваат одредени услови за кои што вие ќе кажете, пред се имаат желба, волја, сака да пружат љубов и да го отворат својот топол дом, да станат згрижувачко семејство. Што е згрижувачко семејство? Па, прво да се заблагодарам на поканата. Драго ми е што ќе разговараме за оваа тема. Ние веќе последниот период подолго време го промовираме згрижувањето како форма и веќе кажеме вака во воведниот дел, згрижувањето представува социјална услуга, односно сместувањето на лице во згрижувачко семејство е социјална услуга, а згрижувачкото семејство обезбедува како форма на заштита, обезбедува основна заштита и 24 часовна грижа за деца и возрастни кои што од некакви причини не можат да живеат во сопствените семејства. И сега според видот и време траењето на сместувањето, според законот имаме неколку видови на згрижувачки семејства. Тоа е општото, стандардно згрижувачко семејство. Имаме специјализирано згрижувачко семејство, каде што се сместуваат лица со различен инвалидитет, категоризирани лица и така натака, со специфики во развојот. Исто така има интервентно згрижувачко семејство, кое што го прифаќа корисникот за еден одреден временски период од 30 дена, додека не се најде решение за долгорочна грижа, како и роднинското згрижувачко семејство, кое што е понов тип на згрижување, каде што како згрижувач се појавува блиско лице од семејството, кое што ја превзема родителската улога, односно згрижувачката функција во отсуство на родителската грижа за дете од своето потесно семејство. Кои се условите кои што треба да ги исполни едно семејство за да стане згрижувачко семејство? Да, имаме неколку критериуми кои што ги пропишува самиот закон, но она што е многу важно е тоа да лицето кое што сака да ја врши оваа згрижувачка функција, треба да се чувствува комотно во оваа улога, односно да ги сака децата, да ги разбира потребите на децата, да сака да работи со децата, да понуди грижа и заштита на деца кои што се без родителска грижа. Инаку како законски критериуми пропишани се да лицето биде полнолетно, да обезбедува стамбено-материјални услови кои што ќе овозможат престој за детето во тој дом, да не е лице кое што е сторител на кривично дело, да не е одземена деловната способност, да не е одземено родителското право. Така да тоа се некои основни критериуми кои што лицето треба, освен психофизички добра здравствена состојба, и овие други стандарди треба да се исполнат, но секако и доста едукација и познавање на оваа област за да може да испорача квалитетна грижа. Споменавте дека откако одредено семејство ќе добие нова улога како згрижувач семејство, треба да помине и обука. Да. Каква е таа обука која што веројатно се подготвува за како полесно да се справи со тој потенцијален нов член за одреден временски период на нивното семејство, во одредени ситуации емотивни, пред се социјални, се што ќе се случи во тој период? Да, точно така. Тоа лице, освен што основните законски критериуми треба да ги исполни, како дел од критериумите е исто така и успешно помината обука. Центарот за поддршка на згрижувачки семејства СОС Детско село за сите наши потенцијални кандидати за згрижувачи обезбедува и квалитетна, стандардизирана, меѓународно призната
обука по Прайд методологија, која што подразбира токму тоа, воведување на потенцијалните кандидати во темата згрижување, во областа што значи да се згрижи дете, како треба да се постапи, што да се очекува, каква поддршка да се даде најсоодветно на детето, затоа што секое дете и корисник, да кажам, што доаѓа во згрижувачкото семејство, ја носи својата семејна историја, своите семејни искуства, кои што, нели, знаеме дека оставаат некогаш и долгорочни траги во развојот на личноста, така да згрижувачот треба да е подготвен, а тоа е задача на стручните лица, кои што точно преку оваа обука, низ 9 сесии го подготвува згрижувачот да полесно се справи со сите тие предизвици во грижата, да ги продлабочи своите знаења, да ги унапреди своите вештини, се со цел да добиеме квалитетна грижа за корисникот. Така е, тоа е крајната цел, насмевки, среќни деца, полни срца љубов, подај рака и промени живот, стани згрижувач. Кампања на која посебно внимание посветувате. Што опфаќа оваа кампања? Еве вака како информација би кажала дека во моментот во нашата држава се регистрирани во системот на социјална заштита вкупно 353 згрижувачки семејства, каде што се сместени околу 570 корисници. Нашата цел е овие згрижувачки капацитети да ги зголемиме. Односно, целта е низ кампањата да во секој град успееме да регистрираме згрижувачко семејство, затоа што секое дете, кога се сместува, кога има потреба од ваква грижа, најидеално е да се смести во згрижувачко семејство во својот град. Неговото обкружување. Така е, за да промените помалку ги почувствува и затоа се нашите заложби да згрижувањето го промовираме и да се регистрираат згрижувачки семејства во повеќе градови и со таа цел поминуваме и низ доста градови во државата. Со кампањата Подај рака, промени живот и стани згрижувач. Значи, ова е национална кампања која што СОС Детско село ја започна со поддршка на Министерството за труд и социјална работа, со Заводот за социјални дејности, вклучени се центрите за социјална работа, локалната заедница исто така која што дава поддршка во однос на просторни можности за реализација на овие настани. Целта на кампањата е секако да подигнеме јавната свест кај луѓето за згрижувањето, но исто така она што ни е многу важно е да дојдеме во близина на оние луѓе кои што се заинтересирани да станат згрижувачи, да воспоставиме со нив една интеракција, соработка почетна, да одговориме на сите нивни прашања, загрижености, дилеми, се со цел да им помогнеме во влегување во оваа тема и започнување со згрижувачката функција, да немаат чувство дека се сами, да знаат дека стручните лица се постојано во поддршка. Предпоставам дека во целиот процес додека се згрижувачко семејство, вие сте тука како да помогнете, да проверите дека се одвива како што треба. Така, центрите за поддршка на згрижувачки семејства во моментот во државата има 3 такви центри, меѓу кои што е и нашиот центар за поддршка СОС Детско село. Значи, клучната задача, основната задача е поддршка на згрижувачките семејства во справување со предизвиците во грижата. Да. И ние тоа од самото сместување, да речеме, почнувајќи, нели, како што кажавме, со обуката и воведување на потенцијалните кандидати во темата згрижување, нивно регистрирање и потоа со самото започнување на грижа за новоприменото дете, стручните лица од центрите за поддршка на згрижувачки семејства се во континуитет, постојано, со редовни посети во згрижувачките семејства, во целиот процес на грижата, се следи грижата, се помага во справување со предизвиците,
се со цел да згрижувачите имаат со кого да споделат, да добијат стручна поддршка и да, пак ќе кажам, добиеме квалитетна грижа, затоа што наша цел е овие деца кои што се сместени во згрижувачките семејства да добијат буквално еднакви можности како и децата во биолошките семејства. Јас се надевам дека што помалку ќе имам потреба да се бараат згрижувачки семејства, затоа што помалку ќе имаме такви приказни, но за жал сега е време кога треба да се одзиваат сите оние кои што сакаат да помогнат и да понудат свој дом како згрижувачки дом. Ќе го кажам тука телефонскиот број 075 277 447 075 277 447 е телефонскиот број на кој што можете да се јавите доколку сакате да станете згрижувачко семејство и понатаму да ве водат низ целиот процес. Јагода нема период кога треба, период кога најмногу има потреба, едноставно 365 денов во годината има потреба. И верувам дека е период кога најмногу и се чувствува некако потребата, кога е летен период, се чувствуваат можеби повеќе и осамени, затоа што се празнат градовите, се заминува на годишни одмори, некако децата кои што стануваат можеби повеќе чувствуваат осаменост, дека се сами. Можеби е период кога најмногу треба да се одзиваат сите оние кои што сакаат да бидат згрижувачко семејство. Да, секогаш е добре дојдено јавување на потенцијален кандидат. Ние се радуваме на секој повик. Како возрастни лица и како граѓани на оваа држава имаме голема одговорност кон овие деца. Одговорноста е на сите, на целата заедница, на целата држава, на сите институции. Ние возрастните треба да се грижиме за децата без родителска грижа, да обезбедуваме, да ги развиваме згрижувачките капацитети. Со кампањата ние веќе имавме 9 настани, односно ја започнавме на 1 јуни со настанот на плоштадот во Скопје. Понатака веќе низ неколку градови поминавме. Поминавме Валандово, Гевгелија, Велес, Кавадарци, Неготино. Утре првиот циклус го завршуваме со настанот во Струмица. Добро. Понатака од септември предвидени се, значи 9 веќе поминавме, предвидени се уште 16 настани кои што треба да се одржат во вториот циклус од кампањата. Значи целта ни е да допреме до повеќе населени места во државата, да разговараме со граѓаните, да го промовираме згрижувањето и задоволни сме од нивната реакција. Имаме исто така јавувања. Добро да се слушне. Да, но ова како можеби не во ваква форма, но секако промоцијата на згрижувањето ќе продолжиме да го правиме во континуитет и по завршување на самата кампања, значи како дел од нашата работа, затоа што е секогаш добро да имаме можности да децата ги сместуваме таму каде што е најсоодветно за нив, да имаме и ние како стручни лица избор, нели, да согласно на потребите на корисникот да најдеме соодветно семејство и затоа секогаш се добре дојде да ни повиците на потенцијалните кандидати. Ќе го кажеме уште еднаш телефонскиот број 075 277 447. Ја го да ви благодарам за гостувањето. И вас ви благодарам за просторот.